Само ѕидовите остана од семејната куќа на име Рисени по вчерашниот пожар кој избувнал околу 1 час од пополноќ. Куќата во која живее 4-члено семејство се наоѓа на улицата 176 во Тетово. За среќа, за време на пожарот дома не биле членовите на семејството. Фала Богу што нема жртва, тие давале максимумот до 4,5 и тоа што можеле го спаселе, што не можеле што изгореше. Ама тоа што е најглавно, жртва нема. Џакота шпоредот се беше запалено и некоја дрво можда паднали му уди на врата и се отворили, паднале на тепик и таќе само тоа која биде се запалеше сега. Не сум баш сигурна, ама од нешто се запали. И ја извадив црево за вода, во тоа време немаше вода. Некој канте синови мои донеле, покушавав ја унутра. Се плаши дека да не е он унутра, заспивал, па го барав. Па беше више ризично беше и откажавме, ги викавме ватрогасната служба. Тие досле и така, ова више се запалила. Според информациите на секторот за внатрешни работи од Тетово, пожарот го пријавил синот. Тој откако ставил поголема количина дрва во печката со која се затоплувале, излегол од куќата. Од противпожарната единица во Тетово велат дека спречиле пламените јазици да не ги зафатат соседните куќи. Од наша страна одма е излезено, значи со што побрзо време да се стигне на лице место, со 9 пожарникари и 3 противпожарни возила. Стигнато на лице место и одма почнуваме со интервенцијата. Значи, куќата изгорела. Во периодот кога грејната сезона е во тек, се почести се пожарите. Поради тоа ќе се врши едукација и ќе се делат флаери за да се едуцираат луѓето како да се снаоѓаат и како да действуваат во такви ситуации. На сите кучни совети по зградите каде што се во наредниот период да ги прифатат нашите совети кои ќе пробаме на некој начин да контактираме со нив и да им кажеме како всушност да реагираат кога ќе имаат пожар, за да не дојде значи до таа паника каде се случуваат овие работи, да имаме загушени лица од предозираност на јаглерод моноксид. Процедурите ние ќе ги направиме, ќе се потрудиме да направиме некои флаери, значи да ги ресториме по тие стамбени објекти, да луѓето навистина бидат запознати и на нас покасно, подоцна, кога се случи некоја таква несакана работа, некој пожар, да можеме полесно да интервенираме и да нема човечки жртви. Првичната материјална штета во овој пожар се проценува на околу 15.000 евра. Според првичните и неофицијални информации, причина за пожарот е неисчистен оџак што се запалил.